Дистрикт Цил през студио интервју на Зоран Иванов со Сефер Селими. Сефер Селими, јавноста, медиумите го доживуваат како млад и надежен политички аналитичар, потенциран политички. Кога на таа возраст се занимавате со политички теми, реално е јавноста да ве доживува како надежен политичар. Каде ќе го одведе животот, животните води, секако најмногу ќе зависи од него самиот, но на каде практично во кој правец тој ќе плива. Но за тоа во текот на ова наше интервју со него. Сефер Селими, добре дојдовте во Дистрикт на Цил прес студио. Ви благодарам на поканата, чест ми е да... Па, еве, млада лешки овде, пукајте, што се вели. Фејсбук објави, се разбира не е то поводот, една ваша фотографија во друштво на председателот на државата, но и со чаши шампањско во рака. Што се случуваше и кога се беше настанот? Настанот беше по повод на новата агенда на председателот МКД 2030, која треба да биде некоја сеопфатна стратегија за нашето општество, каде се гледаме и тоа се планира да се прави во општ, широк социјален диалог и ќе биде под покривителство на самиот председател. Јас бев поканет како дел од цивилното цивилното општество и сакам да давам мој придонес, мои идеи, мои предлози на тоа тема и се надевам дека се можам да придонесам. Да, Селими, со збор 2, таа стратегија, колективен труд ќе биде веројатно. Што е главниот акцент? Па тоа треба... Што би било главниот акцент на тој македонски прогрес? Тоа е во многу рана фаза и јас се уште не сум учествувал во тие работни групи. Тоа треба да представува визија каде се гледаме ние како општество и како држава. Така, ова го постави затоа што и вас и подолу во емисијата ќе ве прашам каде натаму вие, нели? Нешто и најавив на почетокот во некој аналитички води, во невладин сектор, во политика и така натаму, но ајде за тоа потоа. Рековте стратегија. Еве вие каде се гледате за 20 на години? Во странство, овде размислувате на таа линија? Ова наша касаба да ја преуредите или да заминете? Не, дефинитивно што се однесува до мене, јас сум имал неколку можности да се иселам од тука. Меѓутоа, јас верувам во ова држава, верувам во ова општество и верувам дека ние можеме да градиме едно општество во кое ќе можеме, ако не е многу добро, удобно да живееме. Тоа го заслужуваме како граѓани, тоа го заслужуваме како луѓе, кои поминале нису многу тешки времиња и заслужуваме да имаме еден подобар живот за нас како прво, па и тие што ќе наследуваат ова. Политички аналитичар, имаме ли политички елити за тоа? Партиски елити? Видете, нашата политика е многу поларизирана и кога ги гледаме работите на секојдневно ниво, можеме секогаш да најдеме изговори, да најдеме многу мотиви за демотивација. Меѓутоа, ако ја гледате поголемата слика, од тоа каде што сме биле ние пред 30 години и каде сме денеска, јас верувам дека имаме направено прогрес и со заслуга и на сите тие лоши политичари кои направиле по нешто добро за некој друг да го надгради тоа, па ние денеска да сме во оваа ситуација. Ние не сме, секако дека не сме во идеална така, ако ситуација. добро го разберам, од генерално лошото да го издвоиме доброто и да го надградуваме. Секако, да. Во некое догледно време, макар и со таа стратегија што ја спомнавте на почеток, да стане доминантна, или општествена категорија. Како прво, ние како општество треба да сватиме дека ние не сме центарот на светот. Тоа е најбитно, не се врти све околу нас. Ние треба да сватиме дека не секој сака да не уништува. Ние треба да сватиме дека имаме непријатели,
Меѓутоа имаме и многу пријатели кои сакаат да ни помогнат. Многу како сме општество. параноични како општество од тој Многу, аспект. Да, од тој аспект многу сме параноични и секогаш гледаме во лошите работи. Секогаш фатално ги преживуваме некои настани кои во друг временски контекст би изгледале смешни. Ги предимenzionираме и веројатно и медиумите и политичките елити кога зборувам, ја користат и таа медиумска алатка, еве сега интернетот. Да. И тоа што е најжално, Значи, бара ментална промена од 180 или како? Ние сме хронично дефетисти. Значи, секогаш многу малку ги... Не веруваме во успех. Да, многу, и кога имаме успеси, многу малку ние ги чествуваме тие успеси. А што е полошо, и тие успеси сакаме да ги минимизираме. А кога ни се случува нешто лошо, кога имаме кога навистина се случува нешто лошо, и ако е мала, таа лошотија ние ја зголемуваме. Добро, сега навлегуваме некако во едно поле, една психолошка категорија. Па какви сме ние како општество, како граѓани воопшто овде во Македонија, или тоа е балканска некоја генерална категорија? Таа е балканска категорија и ние спаѓаме во таа балканска категорија по мое мислење. Изговори, секогаш бараме изговори, секогаш бараме негде друго да ја префрлиме вината и кога имаме неуспеси. Оправдување бараме. Оправдување, цело време се оправдуваме за нашите неуспеси и никако не наоѓаме сила тоа што е најбитно да се помогнеме едни со други. И ја сепак мислам, сум надежен во тоа и сум оптимист и затоа ви викам дека јас го гледам себе си во Македонија и верувам дека како мене и има и многу други луѓе од помладата категорија кои веруваат дека нештата ќе се променат. Ајде, најлично ќе ми простите за прашањево, кој е всушност Сефер Селими образовно, идеолошки? Јас имам завршено бизнис администрација и магистер по политички науки. Сум имал чест да бидам во програма во фелошип во Вашингтон DC 4 месеци. Доаѓам од Гостивар, сега живеам во Скопје последниве 2 години. Идеолошки јас мислам дека спаѓам кај тие луѓе кои веруваат во прогресивните сили, тоест луѓе кои гледат како да ги унапредуваме сегашните вредности за едно општество во модерно време. Так, европските вредности ни се репер некаков. Тие за жал во последно време се повеќе политичка реторика за политичките партии кои во всушност и не ги практикуваат баш најдобро, меѓутоа тие се на некој начин кога зборуваме за европски вредности треба да гледаме низ призма на ренесансата, на човештвото и хуманоста, на тој поглед. Поради тоа што гледаме дека и самите држави во Европска Унија имат некаква внатрешна криза што се однесува кон тие вредности, па така да и ние сме дел, ние спаѓаме во Европа и така да имаме некој удел во тие европски вредности. Општества брановито, некогаш дури членките на Европската Унија, некогаш напред, некогаш повеќе назад, но сепак се движат. Инаку ја верувам силно, сум доста премногу верувам дека најдобриот систем за владење е демократијата и тоа функционалната демократија како што ја знаеме во теорија. Верувам и широкиот гледачки аудиториум на Дистрик. Ова јуниор, Сефер Селими јуниор? Да, јас го носам името на дедо ми, покоен, убиен во 1968, еден од првите просветители во албанската заедница во Гостивар и еден од првите активисти за човекови права. Така да имам чест и одговорност што го носам неговото име.
Добро, тоа ќе оди во наследство, можеби од другите генерации, вашите внуци и така натаму. Се шегувам малку. Ако успеам да му давам почит на името што го држам. Така е. Дополнително. Треба се да се заслужи, нели? Да. Сефер Селими, познат сте во македонската јавност по вашите настапи медиумски и по вашите анализи на актуелни општествено-политички случувања. Што ни се случува во моментот во Македонија? Еве, конкретно, што се случи на локалните избори? Ни една анкета ништо не погоди, ниту излезност, ниту резултати. И што ни се случува околу ова ново формирање влада? Предолго трае, ќе одиме ли на нови парламентарни? Дефинитивно. Добро, тука има повеќе прашања, ќе се обидам да бидам малку по конкретен. Мислам дека тоа што се случува сега е рефлекс на преголеми очекувања од страна на граѓаните и преголеми ветувања од страна на политичарите. Ние треба да се вратиме барем едно 5 години наназад и да се подсетиме во што верувавме кога имавме промена на власт. И од тоа во што верувавме кога ја имавме таа промена на власт и тоа што го имаме сега се големи дискрапанции. Има Шарената револуција е некој репер за тоа? Да. Вредносите на граѓанското општество, на младите во тоа време не се рефлектираше и не се преведе во конкретни и во реални Така, но се случи едни крупни промени во смисла членство на НАТО низ премрежија преку Преспанскиот. Може ли тоа да е последица за ваквото малку и фрустрирачко расположение на пошироката јавност, на гласачкото тело, да речем? Не верувам во тоа јас. Или власта се истроши на тоа? Не верувам на тоа, дека власта се истроши со Преспанскиот договор и со влегувањето во НАТО, поради тоа што истата власт ја доби довербата од граѓаните во 2020 и после сите тие промени. И на некој начин тоа беше потврдување на сите тие политики што се однесуваат во надворешен план. Меѓутоа, тоа што ова влада потврли и овие сегашни функционери и политичари е во внатрешноста, во тие реформи каде што тоа што беше најбитно, најголемото ветување и најголемото очекување е правната држава во која се уште за жал немаме резултати. Селими, правната држава генерално да. Правниот поредок, правниот систем, еднаквоста, тие флоскули во ред. Но може ли причина да бидат разноразни медиумски или не медиумски, се едно афери, аферички, што опозицијата погото нешто ја напаѓаше власта. Медиумите тоа го поддржуваја, нели? И фактички и на докажени и недокажени работи се случија. Разочарени се луѓето и од таквото владење. Па видете, непотизам, клиентелизам и така натаму. Ако го анализирате настапот на опозицијата во последниве 5 години, тие имаат само една цел и една стратегија што сакат да го постигнат и најверојатно имат некој успех после 5 години активно да ги рамнат сите политичари како еднакви. Дека сите се арами, сите се краци, сите ја злоупотребуваат нивната функција, за да можат да си тргнуваат од старт. Ние имаме една политичка партија која 10 години владееше со нашата држава и во тие 10 години ние ги изнаслушнавме. Може ли тоа да го дефинираме како некаква партиска доктрина за гола борба за власт? Па секако, ја мислам дека малку повеќе време, барем во последниве 2 години, тоа што се таа борба помеѓу партиите не се води врз основа на принципи, туку само врз за една цел. Го спомнате правниот систем, правниот поредок и тие разочарања. Кога излегува опозиција обвинува за криминал, за не знам, криминални дејанија и така натаму, тендери, не тендери, не пријавуваат во обвинителство, пријавуваат во медиумите, во јавноста. Што е причината? Не веруваат немаат докази и е чиста кампања, пропаганда, не веруваат на правниот поредок на обвинителството, нели тоа партизирано, и ги користат или не ги користат медиумите.
Па секако дека ги користат медиумите и тоа е легитимно и тоа е целта на опозицијата. Како што кажав, по мое видување, оние имаат една цел – рамнување на сите политичари дека се еднакви и сите крадат. И сега, кога вие имате такви јавни и толку некогаш тешки обвинувања од страна на опозицијата, па дури и не треба опозицијата да ги пријавува во обвинителство. Обвинителството треба само подопрен глас или да им побара докази врз основа на некакви индикации. Значи тоа е функционирањето на правната држава. Дали се препасивни медиумите, а покрај нив и јавноста е манипулирана намерно или ненамерно? Пасивни се медиумите во барање на одговори да истуркаат нешто до крај кога некој ќе покрене нешто? Обвинителството го праша за некоја афера. Да, тука имаме сите улогани и ние кои учествуваме во јавниот простор, секако дека тоа е едно заедничка одговорност. Меѓутоа, ние треба да бидеме реални што се однесува до медиумите. Ја не верувам дека во нашата земја ние имаме јаки и силни медиуми кои можат да обстојуват без на некој начин да бидат во ист кревет со власта. И како прво, како второ, или со опозицијата, или со некој... Поради екзистенцијата на медиумот или поради врските на политички потреби на собствениците на медиумите? На сите тие фактори, и тука можете да го вклучите и факторот дека кај нас новинарите за жал се многу лошо платени. И вие не можете, како прво, многу тешко е како човек кој работи за 400-500 евра месечно, вие да водите борба со некој могул кој има 3, 4, 5, 10, 50 милиони евра. И во тие големи интереси вие многу малку можете да обстојувате или да направите некоја крупна промена. И во вакви држави каде што демократијата се уште не е развиена колку што би посакале и немате правна држава и немате сигурност дека државата ќе ве штити вие ако се борите против криминалта, ние добиваме само цензура и кај граѓанските активисти, и кај медиумите, и кај целото општество. Јасни се работиве во ваква мала држава. Секој сегде во некој ќоше си шепота за некој криминал, за некоја корупција, за некој дил за дрога. И секој го прекрива, нели? Си ги знаеме, сите си ги знаеме, но страф ние тие работи да ги кажеме во јавност како прво и како второ. Малку е тешко можеби да ги докажеме бидејќи се тоа затворени криминални кругови. Не е наша работа туку на институциите, туку на институциите. Полицијата, обвинителството, судството и така натаму. Ние треба само да одбереме да имаме храброст, да ги кажеме, да даваме индиции и после тоа треба Ајде да видиме за политичкиот живот. По локалните што ги спомнавме се искомплицираа малку работите. Парламентот е со месеци веќе нефункционален, тука и таму по некој закон еве за работа не работа во недела. Нема крупна реформа, нема мнозинство, нема капацитет за тоа. Ова по локалните мнозинство, не мнозинство, ќе беше ли подобро ако се рекомпонираше мнозинството во парламентот, па опозицијата ја преземе без избори власта, или ќе беше? Па ќе немаше доволен кредибилитет, а исто така ќе немаше, ако таа операција беше успешна, ќе немаше полн легитимитет, поради тоа што тие трансфери на власта и на пратениците би било многу не етички и механички на некој начин. И механички, но секако дека и изголемувањето на власт на мнозинството на овој начин, секако дека паѓа под исти услови, под исти квалификации. Значи ситуацијата практично е иста од како пред локалните што се однесува до функционалноста на исторениот
орган државен собранието кој треба да турка целата конјунктура во државата. Ја мислам дека ќе се сега со зголемувањето или со проширувањето на власта ќе биде малку полесно да се функционира, меѓутоа ќе имаме други проблеми. И тие проблеми ќе бидат воглавно, јас ги гледам во поголемата владеачка партија СДСМ, каде што со новиот председател би требало да имаме поголеми поместувања, промени внатре на личности на луѓе. Значи, внатрешно партиската енергија ќе се троши таму наместо во институциите. Треба да се прво консолидира партијата. Да, тешко ќе може... господинот Ковачевски ќе треба да се стекне со авторитет во самата политичка партија и да ги убеди нивните членови и поддржувачи дека тој е правниот човек кој треба да ја води партијата и владата. Тој пат не е лесен по примерот на сите досегашни промени, нели? Ќе му биде малку, грейс период. да, ќе му биде малку полесно тоа време ќе трпи државата. Ќе му биде ќе му биде малку полесно пошто како инструмент ќе ја има власта и ќе може малку порелаксирано да ги на некој начин да ги смирува тие внатрепартиски препукувања со давање на функции, давање на... Ќе треба време да се стабилизира, а кога е партија на власт, тоа малку потешко оди веројатно, кога е во опозиција нема каде па се обединуваат силите, бидејќи целта им е заедничка. Но според ова што го кажувате, нема причина ВМРО, ДПМН и Мицкоски да жалат што не ја земаја раководната палка во државата? Видете, по мое гледување на работиве, ја мислам дека Мицковски направи стратешка грешка со обидот за преземање на власта на тој начин. Тој локален изборен резултат со победа, фантастична победа може да се каже и неочекувано и за самото ВМРО ДПМН, го претвори во неуспех. Поради тоа што целата таа организација, целиот тој обид заврши со неславен резултат но им се брза на избори, претпоставам и поради изборните резултати, таа граѓанска еуфорија изборна да се трансформира и во парламентарни избори. Тоа не значи дека тоа ќе се случи. Има некои индици веројатно, но ако помине малку подолго време и не испорачаат и новите градоначалници, нели сега од опозицијата до вчерашна, сега се тие нели власт во општините, тогаш би било претпоставам контрапродуктивно. Да, веројатно таму доаѓа инсистирањето на избори. Како поминува време, ова што велите и мотивот е веќе спласнува изгледа. Согледуваат сите дека реалноста е поинака. Што се случи со Реджепи? Беше пратеникот ни ваму ни таму, што го снема? Па, видете, ја гледам преголема морална криза и во потегот на БЕСА како политичка партија, која беше насапи во коалиција со СДСМ и тие 4 пратеници на некој начин и по моје видување, по моја анализа, се подарени од страна на СДСМ на тој на таа предизборна коалиција на БЕСА и тие во првиот момент кога гледаа можност дека можеби работите не идат како што оние ги замислуваат, на време да го напуштат бродот. Да. И тоа беше за мене како прво не беше во ред, во коректноста на однесувањето. Нема коректност во политиката, но зошто па има, зошто БЕСА ја можеби во овие водства што ние сме малку навикнати политички, не гледам многу коректност. Ако гледаме во Шведска, во Холандија, во Германија, нели, каде што без голем проблем, како велат семафор коалицијата, 3 различни идеолошки некои матрици, па направија брзо влада, нели, тоа е сепак една друга традиција демократска. Погреши ли БЕСА што ја напушти коалицијата? Како партија, дали губи партијата само по себе или ќе се задоволи со
прво место на лидерот и уште некој таму општинско во Тетово и во... Ја мислам дека допрва Беса ќе ја разбере стратешката грешка што ја направи. Тоа беше Реджепи, значи на време се престрои од оваа партија, Па, ако може. ако гледаме по резултати, малку на шега, да. малку сериозно да анализираме. Ако гледаме по резултати, да, тој беше човекот што беше го најде вистинската страна, ако зборуваме без коректност. Но тоа што сакам да го кажам јас, ние во нашата политичка сцена можеби немаме политичка коректност во однесување, во правење коалиции, во изнаоѓање на заеднички цели. Но ние не треба дека тоа не значи дека ние треба да го прифатиме како такво. Ние посебно медиумите, ние кои учествуваме во јавниот простор, треба да се стремиме кон подобра политичка сцена со укажување на примери на тие етички, морални, на кредибилитетот, на недостигот на кредибилитетот на политичките челници и да им го укажуваме тоа. И да воспоставиме некои очекувања кон нив, па после пресингот кон нив да биде поголем за оние да ги стигнат тие. На ниски гранки е политичката култура, генерално? За жал да, но тоа не значи дека ние треба да го прифатиме како такво. И да не бараме друго политичко... Алтернатива е доволна компензација, кога мислам компензација не поради мнозинството, него мислам компензација за самата себе. Дали предолго беше во опозиција, дали предолго беше во некоја коалиција, па дури и со алијансата во која не знам дали се најдоа некои радикални резултати позитивни не постигнеа како партија, а дури и со коалицијата со ВМРО-ДПМНЕ предизборна. Што се случи со алтернатива таков пресвар да направи? Беса да останеше, ќе имаше шанса алтернатива да се приклучи? Нели во политиката никогаш не велите, никогаш не викајте не. Не може тоа или нема да се случи. Но секако исто како и Беса, по исти принципи, по исти правила, и оние на некој начин беа наградени со пратеници поради нивното коалиционирање со Алијанса за албанците. И нивниот чин беше исто така морално и етички непринципиелен. Со менување на страната преку ноќ. Значи, вие имавте обид за нарушување на власта и утредента вие станувате дел на таа власт која е криминална, која е коруптивна, која е сите тие зборови на алтернатива во настапот во опозиција. Но ако процениле дека после локалните избори практично ништо не добија, тука и таму некој советник, ово им беше шанса да неките се приклучат во политиката, ќе ги снемаше можеби од политичката сцена. Може ли тоа да биде мотивот? Да, секако дека да, и тоа е најголемиот мотив. Нашето гласачко тело е премногу клиентелистички ориентирано и тоа е еден од најголемите проблеми што го имаме како општество. И тука политичките партии власта ја гледат како тезга каде што можат да најдат клиенти. И тоа е логиката па не само гласачите, него еве и цели партии, нели партиски групации. Па тоа е логиката, ја претпоставам тоа е единствената логика по која се водела алтернатива. И треба да знаеме дека алтернатива и Алијанса за албанците се идеолошки во многу различни поставени многу во различни страни, да, постулати. Алтернатива е една конзервативна политичка партија која некогаш го употребува или злоупотребува и верата како алатка за прибирање на политички гласови. А од друга страна, Алијанса за албанците не е пограѓанска, туку е малку по-национално ориентирано политичка партија која некако не се наоѓа во тие верски вредности кои на некој начин... Но и Беса на Касами исто така, беа иста матрица со... Да, тие се иста матрица, само со различни интереси. Значи, и едните и другите влегува во коалиција
едните предизборни, другите посизборни во друга партија, во социјалдемократија. Практично неспојиво е тоа или сепак може да функционира? Поради клиентелизмот, тоа што поради спомнавте. клиентелизмот, тоа е поради клиентелизмот. Ако беса повеќе проценки, не само мој, не влегуваше во коалиција со социјалдемократите, секако дека ќе беше во рамот на екзистенцијата. Со еден или речиси ни еден пратен. А прогнозирате ли брзи, како што бара опозицијата, или не знам како што има потреба парламентарни предвремени избори? Ќе издржи ли оваа влада до 24-та? Па, тргнувајќи од тоа какви се резултатите од локалните резултати, моментално на политичките актери кои го сочинуваат мнозинството, не им се баш потребни брзи парламентарни избори, освен за ДУИ, кои извлекоа добар резултат во локалните избори, иако ги изгубија двата најважни градови за Само да бидеме прецизни. Затоа велите на власта сега не и се брза на избори, Не и се брза, освен на да. ДУИ. Не и се брза, но ќе може ли да издржи со толку пратеници? па ќе има доста силни напори да се Во услови кога опозицијата повторно ќе прави се да блокира колку може, за да атрофира колку може власта повеќе. Тоа е едното прашање, и второто е, можно ли е, како што спекулираат или имаат некакви информации, поготово медиуми на албански јазик овде во Македонија, кои нешто навестија дека можно е дел од пратеничката или цела група пратеничка да побара избори, и тогаш Социјалдемократскиот сојуз, па сега и коалиција со алтернатива, ќе нема друг избор, нели? Ќе мора да се оди на избори. Па мислам дека тоа можно е да се случува. Секако јас не викам дека нема да се случи, но мислам дека ќе има доста големи напори од страна на оваа влада да ја задржат власта до 2024. Мислите и алтернатива и Беса или повеќе... Беса не е веќе дел од Беса власта. не е во игра, но дали може ДУИ да биде тој фактор кој ќе иницира избори предвремени? Заев го нема, Ахмети може да рече благодарам на соработката, идеме на избори. ВМРО му е тука сега во политиката, како што кажавме, се е можно, меѓутоа верувам дека за сега ни на ДУИ не би му било многу лесно да направи влада со ВМРО ДПМН, и поради тоа што ВМРО ДПМН се уште на ВМРО ДПМН се уште му треба време да го реформира нивниот менталитет, кој воглавно се води кон македоноцентризмот, каде што македонците се тоа единственото и најважното нешто во оваа држава, а не се води по логиката на реалноста на нашата држава, која е мултиетничка и не може да биде настроена или таа доминирана. партија е се уште тежок партнер за албанскиот политички блок. Да, и тоа се покажа и со резултатот кој го доби албанската опозиција која беше во коалиција со ВМРО ДПМН. Значи, поголемиот дел на албанците, ВМРО ДПМН се уште се гледа како националистичка партија. Да, но и ВМРО ДПМН на локалните нема некоја изглесност. Нивните исто така нивни симпатизери останаа дома, повеќето нели за Социјалдемократскиот сојуз. Значи, тие немат, може ли таа коалиција со Алијансата и со алтернатива исто така да беше пречка кај дел од електоратот? Секако дека да, поради тоа што имаме предизборна коалиција помеѓу две политички партии кои беа искрвани едни со други пред само 5 години. Значи, Како 2017 гледате, беше... како млад човек и аналитичар на овие коалиции меѓуетнички партии, е ли чекор напред во граѓанизација воопшто и на политиката и на општеството? Тоа е единствениот пат по кој ќе треба да се движиме. По идеолошка линија да се врзуваат, а не по национална? Тоа е единствениот пат. Дали е дојдено тоа време? Мислам дека се направени веќе некои Помогна ли храбри... членството на НАТО во тоа? Како некоја ментална состојба? Имаме некои храбри чекори кон таа реалност која ја претпоставувам дека ќе биде единствена можен начин за унапредување како држава и како општество, поради тоа што во
по таков начин ние ќе зборуваме за покрупни и пореални проблеми отколку да изнаоѓаме некој замислен непријател кај другиот комшија. И покрај епилогот, Заев ја повлече ногата околу тој тип на коалиции меѓуетнички, условно да речем. Ке недостасува Заев на македонската политичка сцена? Видете, еден политички лидер е толку голем колку што оставил позади себе наследници и крупни реални, опипливи Мислам во работи. смисла на едно општество сите, на коалиција без комплекси. Па тоа ќе треба да го гледаме колку голем лидер и колку храбар лидер бил Заев, откако ќе си замине од функцијата. Додека е во функција, ние не можеме да го цениме како што треба реално и објективно. А уште помалку од од денешно време. Тоа ќе треба да го цениме од друга временска Кога дистанца. персонализирам, мислам на процесот. Секако, ја и со тие големи пропусти, и со тие големи грешки што Заев ги направи како политичар во смисла на пред се владење на право и некои други коруптивни афери кои му се случија во неговите функционери, јас мислам дека тој бил еден од најхрабрите политичари во модерното време и на регионот, би кажал, за неговиот личен и персонален влог за решавање на овие многу жешки и многу сензибилни прашања. Значи, само за подсетување, Заев беше гласен во 2017 и од македонци и од албанци во голем број, но беше првиот кој храбро на сцена пред неговите гласачи кажа дека ќе го официализира албанскиот јазик. За тоа време, во 2017, кога меѓуетничките тензии беа во пикот и кога имате една политичка партија која прави се да го задржи власта, тој беше многу храбар и беше на некој начин алин карта во политичката игра. Од тој аспект ти прашав дали ќе недостасува тој и политичари од таков тип дали ни недостасуваат повеќе, во смисла на еве сега со Бугарија проблемот. Помина през Панскиот, беше Заев, Димитров, таа гарнитура го решија. Ова со Бугарија е малку покомплицирано веројатно, но фалат ли, недостасуваат ли похрабри политичари да засечат подлабоко во ткивото и да ги решат проблемите? Да, поради тоа што таму докаде што е можно, се разбира. Да, поради тоа што за жал се уште и тоа не треба да биде прифатливо за нас како општество, меѓутоа тука во нашата политичка сцена политичарите најбитно им е нивната политичка кариера, отколку што решавање на политичките прашања. Така да таму се прави калкулацијата и кога вие ќе направите една математика и кога ќе гледате дека тој влог може да ве чини како политичар, земате... Сакајќи пак се враќаме на тој тип на политика. Отворен Балкан, пропадната работа или? За мене, како идеја и како концепт е доста потребен, реален и во време, но на никој начин тој не треба да биде субститут за Европската Унија. И од тука не треба да го влечеме вниманието. Значи, ние не смееме ова регионална иницијатива да го претвориме во замена за Европската Унија и да заборавиме или некако да ја спуштиме топката за очекувањата кон политичарите. Но ајде вака за пореално да да гледаме. Ако Србија ги отвара, продолжува да ги отвара поглавјата, Македонија е определена за Европска Унија, чека нели вратата. Албанија исто така поради проблемот со Бугарија. Значи Европската Унија не доаѓа во прашање. Дали во меѓувреме е добро да се отворат овие наши балкански граници поради луѓето, поради роднините, поради пријателите, поради морето, не знам, поради затоа јас мислам дека ова бизнисот и така. Затоа мислам дека ова е потребна и добро решение, поради тоа што еве и од фактот што границите засега, нашите граници во Балканот не служат за да стопират или на некој начин да
го остават криминалот, дрогата или некои други работи надвор од нашите граници. Тие служат обратно, моментално се штетни поради тоа што најмногу корупција се дешава во нашите граници, во царините. Не знам, бирократни, коруптивни... Во традиционалниот неевропизиран Балкан. Многу брзо истече нашето време, за жал. Мене ми останува на крај, ако ми дозволите да ве прашам, каде Сефер Селими натаму со кариерата? Активен во политичка партија, се гледали, бидејќи рековте нема да напуштите земја, да. Тука ја барате вашата екзистенција, кариера и така натаму. Јас се гледам себе си во политика, но тоа не подразбира дека по секоја цена во политичка партија. Значи, да се биде дел од политиката и да се влијае кон политиката, тоа може да се направи и од граѓанскиот сектор, и од медиуми, и од академската заедница, така да јас ке бидам, барем толку колку што го познавам себе си, секогаш инволвиран во политиката. А дали ќе биде преку политичка партија, не велам не, но не сум ентузијаст за таа. Така, непристојно да ве прашам за име на партија. Дистрикт Цивил Прес Студио, Сефер Селими, ви благодарам. Ви благодарам за поканата. Чест и задоволство.